За само една година земјоделството го вративме на нормален колосек, истакна денеска на прес министерот Цветан Трипуновски. За министерот категоријата земјоделец веќе не е социјална и понижена категорија. Тоа е една благородна професија која што навистина заслужува внимание и ќе го добие потребното внимание со цел да го зголемиме производството и за домашната потрошувачка, меѓутоа и за да го зголемиме извозот, како што и веќе првичните показатели покажуваат дека имаме раст во првиот квартал од 25. Со позитивни владини мерки се враќаат и младите на ораниците. Мерката Млад земјоделец со доделување на грант од 10.000 евра е една од нив. Младите луѓе добиваат предност бодови при аплицирање за земјоделско земјиште и така натака. Значи, она што државата го работи е за да ги стимулира и да првично ги помогне во делот на земјоделството. Она што ќе го воведеме како новина во 2026 година со новиот закон е со посериозна поддршка на млади брачни парови кои што ќе влезат во земјоделскиот процес и ќе се вратат на живот на село. За Трипуновски го нема веќе и незадоволството кај лозарите, бидејќи Вранецот изнесуваше 20,8 денари за килограм откупено, а за делот на Спедеревката 18,3 денари. Во завршна фаза е утврдувањето на производната цена за реколта 25 година, што верувам дека и оваа година лозарите ќе бидат уште позадоволни од минатата година. Сличен успешен потек се бележи и во тутунопроизводството. Во соработка со откупувачите, заедно со владата успеавме да постигнеме откупна цена зголемена од 375 на 400 денари, додека субвенцијата од 80 ја зголемивме на 100 денари, со што се постигна највисока откупна цена заедно со субвенцијата во историјата на тутунопроизводството во Македонија. Земјоделското државно земјиште според министерот сега е во рацете на вистинските земјоделци. Склучивме над 2100 договори за површина од 5942 хектари на целата територија на државата. За оваа година дена зголемени се површините под лебното жито, а оризот веќе е стратешки производ. Наводнувањето веќе не е проблем, а консолидирани се и надлежните институции со сегашна нивна рентабилна работа. Подлече во своето излагање за едногодишната работа на ова министерство ресорниот министер Трипуновски.